Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните. Еј, абе Мики, абе утре е 8 март, дај да правиме анкета за денот на жена, да? Ајде ме низ площад да видим. Што представува за тебе 8 март? 8 март е ден на прославување на сите жени и се што тие може да постигнат. Празник, со го чекат жената цела година. Не како што се прави во кафани и слично. Да славиме тоа што добија право на глас, да славиме тоа што добија право да одат на работа, да си заработуваат сами за себе, да бидат самостојни. Еден обичен нормален ден како и сите други во годинава, многу убав празник. Е многу убав ден. Да? Празник на жената, на секоја мајка, на секоја жена. Обичен ден како и сите други, затоа што внимание на жената треба да се посвети секој ден. Празник на кој што им даваме внимание на жените што се околу нас. Функцијата дали мајка, сопруга, баба, било што, секој дневно треба да се почитува. Секој ден треба да се посветиме на жената. Знаеш зашто се обележува 8 март како денот на жената? Не, на тој ден Роза Луксембург и Клара Цеткин го започнале движењето за правата на жените. Роза Луксембург, светски ден, жена борец за правата на жените. Мислам дека беше Роза Луксембург и не знам жена која што со други жени околу неа се борела за правата на жените. Подистакни малку, да речем, женскиот пол, еднаквоста да се доближи и тоа е тоа. Мислам дека почнато од борбата за правата на жените да гласат. Затоа што жените се избориле за своите права. Борбата за правата на жените, за равноправност, за еднаквост. 8 март се однесува за рамноправноста на жената во сите сфери и функции. Дали ја поддржувате борбата за женските права? Да. Ја поддржувам. Ја поддржувам како жена, да. Скрост. Да? Апсолутно. Пред се би требало да имаат целосна поддршка и од мажите и од институциите. Сметам дека жените имаат попречени права на некој места, но не целост. Има дискриминација и сметам дека треба се уште борбата да трае. Треба да имаат еднаквост, во мојот случај секогаш жената има повеќе од тоа што заслужува. Јас ја поддржувам борбата за сите права, не само за женски права. Кое право би им го подарила на жените за 8 март или би си го подарила себе си? Да може да работат секаде каде што би посакале. Не знам, ги имаат сите права, нема пашка не му ја да подарам, што имаат само и све си взимаат. Па мислам дека доста работи имаат. Во Македонија да управуваат со Македонија. Да. Слободата, независноста, Од поедини мушкарци поголема почит кон жената. Да, борбата продолжува се додека и барем една жена во светот биде обесправена. Што сметате дека е тоа што жените треба да го имаат, а го немаат? во денешницава мислам дека се имаат. Имаме рамноправност на секаде. Имаат они се, од друга планета се. Мислам дека во денешно време жените све имаат. Треба да сме свесни дека во општеството има и такви жени кои се жртви на семејно насилство. Која жена е пример за жена борец за вас? Сите жени. Што, сите жени во мојот живот, од бабите, преку мајка ми, сестра ми. Но ги имаме, например, би почнал со мајка Тереза. Би ја спомнала Одри Хепбърн. Мајка ми. Моите мајка, мојата баба. Мајка ми како најголем жена борец за мене, според мене. Мојата сопруга, мојата мајка, мојата баба, мојата кума, кумашинка, моите пријателки. Мајката е најбитна. Значи, едина именка што нема за мене е зборот мајка. Секоја жена си е борец за себе и за другите. Внимание, внимание! Зборуваат граѓаните.